неверојатна е способноста на функционерот СДСМ фатен во тесно, мирно да спие и да не одговори. Еве, на пример, Александар Наумовски, оној градоначалникот на Ѓорче Петров, си одмолче цел ден. Може би на Наумовски не му е незгодно што според ѓорчевци тој може би ќе замине од функцијата со 2 джипа и ќе остане запаметен по паркот, корзото пред неговиот имот и планот за 100 нови згради во Хром. За корзото се знае, општината ја задолжи за 80 милиони денари. Но уште поинтересно е што ако купил джип, нов джип, уште еден джип во градоначалничкиот мандат, по оној купениот по само една година локална власт, би требало да биде доблесен и да каже од каде му се парите. Не секој денес може да се поднови со нов джип, Мерцедес, МЛ, нов. Ама како функционер, уште и градоначалник, за нов джип на крајот од мандатот би требало и да докаже како го заработил. Па ако Наумовски купил джип, редно е и да каже како за 3 години од купувањето джип БМВ со градоначалничка плата купил уште еден нов джип. Овој пат Мерцедес МЛ. И верувам дека сите ги интересира што би кажал Наумовски, дали овој возен парк на крајот од мандатот е поврзан со носењето на дуповите за 100 згради во Хром. Наумовски, ти молчи си. Ама ѓорчевци се изборат и гласно прашуваат. Прашуваат зошто од ветените 256 проекти се исполнил само 18 и зошто наместо ветените трговски центри, базени, музеи, театри, училишта си сработил 100 згради во Хром. И дали тоа со право го поврзуваат со возниот ти парк? Или можеби се во право оние зли јазици што велат дека Наумовски не можел да заштеди од плата за 2 скапи джипа, па тоа го поврзуваат не само за оние 100 згради, туку и за измената на оние 25 дупови, кои што сега, на крај од мандатот, Наумовски ги туркан из општината.